неписменост кај луѓето. И тоа кај сите, што е особено страшно и кај адолесцентите кои најмногу им треба токму овој сегмент на потпора од страна на повозрастните. Значи, на тие млади луѓе кои седат по 7-8 сата во училиште, тоа е скоро пола ден, некој пат и повеќе. Не им е доволно само да им го наполните барабанот, мозокот како барабан со информации. Нив им треба и оваа емоционална потпора, што ќе рече отворена, човечка, хумана и принципиелна можност да се реализираат таму целосно. Значи, и за тоа да разговараат со своите професори, со своите соученици, дома, наоколу и така натаму. Меѓутоа, јас се плашам дека ова што е, да речам, можно да се именува како емоционална неписменост, нас многу скапо ќе не чини. Гледате, например, ние сега во последно време многу строго дебатираме и ги кршиме копијата околу тоа дали да се воведе веронаука во училиштата. Лично мислам дека е ова во моментов помалку ургентен проблем отколку овој другиот. Значи, не само во рамки на еден предмет како биологија да се зголеми бројот на лекции кои ќе го третираат ова, бидејќи проблемот не е само биолошки, многу е посуптилен. Кога би биле ние само од животински ред, би го решиле ова во рамки на биологијата како предмет. Но, мислам дека треба може еден, ако не и два предмети, каде што нема само физичките и физиолошките аспекти на сексуалноста да се обработуваат, туку пред се овој емоционален сегмент, тоест љубовта. Не можеме ние љубовта да ја препуштиме на веронауката и само таму во тој дискурс на веронаука да се зборува за љубов. Љубовта е темелен квалитет на нашиот живот, на нашето творештво во крајна линија. И мислам дека она што, например, се случува кај нас на одделни, во моментов ќе кажам факултети, јас имам случајно прилика да предавам некои единици врзани за љубов, мислам, како сознанија, како уметнички дела и така натаму. Јас тука откривам колку на студентите им е потребен тој говор за љубовта, кој нема да биде некакво проповедање, туку баш ќе биде отворање на нашите суштински човечки дилеми. И тука да не се лажеме, и возрастните се во една многу тешка ситуација. И нив им е многу тешко, за нив овој период критичен, мислам кризен, сите овие 15-20 години, така што би требало да поработиме на тоа дека не сме само биолошки битија и нема само во рамки на биолошкиот фундаментализам да се реши ова. Ниту со информатичкиот фундаментализам. Значи, ако ги имаме најновите технолошки средства, сме го решиле проблемот. Добро. Ајде, например, да поставиме пред... Молам, повелете. Слушаме малце мислењето на средношколците. Ајде, повелете. Значи, проблемот е констатиран и мислам дека нема потреба повеќе да се префрламе вината, кој е виновен, зошто е виновен, туку едноставно да се реши проблемот во триаголникот наречен образовна институција, семејство и ученици. Значи, тоа се трите засегнати страни кои што треба да најдат начин да го решат проблемот. Кој е вашиот рецепт, која е вашата претпоставка, кој е вашето расудување? Значи, веќе ги спомнавме едукативните средби, потоа секој треба да тргне од самиот себе. Значи, не можеме да го менуваме општеството ако не се смениме самите себе си. Значи, еден родител не може да се задоволи со тоа дека неговото дете има мал број изостаноци или има добри оценки во училиштето, со тоа е добро дете и дете кое што е нормално дете. Значи, секое дете има, односно средношколец, да кажам, има потреба да се изрази самиот себе, и кога е занимарен, значи, и од општеството, и од училиштето, и од семејството, значи, од родителите кои што работат, не знам, повеќе од 8 часа дневно за да преживеат, значи, тоа е единствениот начин на кој што можат да се изразат. Сакам директно да ве прашам. Завршуваш школскиот ден, училишниот ден, имам впечаток, кој ќе видам излегувањето од гимназиите, дека побрзо итате да влезете во кафичето, што да влезете во училиштето. Што ве држи? Дали воопшто нешто ве држи во училиштето да останете, например, 2 часа потоа? Ништо не држи. Не држи дури ни да останеме на регуларните часови, бидејќи од една страна, значи, програмата, учебниците се катастрофално лоши, од друга страна пак професорите не ни даваат мотив за работа. Значи, се работи строго, во еден правец, значи нема комуникација ученик-професор, нема комуникација педагог-психолог ученик, туку педагогот служи како казнена мерка. Мироновска, време да ги престанеме. Јас сускива повторна критика на ваша адреса за разлика од тоа што на почетокот ме убедивте дека вие нормално комуницирате со учениците. Училишта, значи знам ја, не треба, не правам линк меѓу вас и директорката. Не, повелете, сам нема да помислите, напротив, Добро. јас и директорката и сите ученици, можам да ви кажам, во нашето училиште имаме одличен однос. Јас лично често го посетувам педагогот, да не набројувам од кои причини.
Но сакам да напоменам дека треба да престанат тие табуа дека педагогот, психологот се казнени мерки. Значи тие треба да помогнат да се спречат вакви девијантни појави. Само сакам да кажам дека време е да се стават ефикасни педагошки служби во училиштата, да се почне од една обична родителска средба, каде што нема бидат присутни само родители, туку и родители и ученици, негде веќе е тоа воведено. Еве, јас сум присуствувала лично и многу е поефикасна една родителска средба кога се присутни и ученици и родители. А исто така сакам само да кажам дека еве на пример средбите на Сдруженијето на директори треба да бидат и посетени од ученици, односно да добијат ученици покана за да присуствуваат на таа средба. Само така ќе може да се решат овие проблеми. Ајде ги чуеме коментарите на директорите. Па еве јас, прво ученичката е представник, значи претседател е на Унијата на средношколци. Она зборуваше од името на Унијата на средношколци, а не како ученичка, после си го каже и своето мислење. Меѓутоа, сакам да ви мислам и штета е што нема во медиумите она истото што го кажав јас и на дебатата што беше во Министерството за образование. Ако учениците после часовите се заменуваат дома, од каде толку награди, толку манифестации што ги имаме општо училиштата, сега и ние сме тука, сме имале страшно многу манифестации. Тогаш каде одат учениците? Тоа значи дека тоа е критика на нас медиумите, дека не сме го одбележале тоа, Да. или е тоа критика на учениците кои не ги посетуваат тие ваши... Тоа е отворено. Добро. Мислам, не само отворено. Вака, погрешно е мислењето дека психолозите и педагозите треба да работат само со лошите деца, односно само со деца кои пројавуваат девијантни појави. Јас повеќе би сакал да многу јаките ученици и добрите ученици бидат повикани кај психолозите и педагозите, за да го потикнат тој понатаму да работи. Значи, не мора да значи дека ако еден ученик е повикан од педагог или психолог, дека тој е лош и дека ние со тоа го казнуваме. Баш напротив. Детектиран е случај. Имаме секс доброволен, имаме млади деца кои тоа го следат, војер. Како вие као психијатар ќе постапите кога би дошол родител на еден од актерите и каже еве, тоа е каде е анамнезата на случајот? Што ќе истражувате? Или зошто мојот син или ќерка се однесувале така? Да. Па, да ви кажам, доаѓаат во овој период на адолесценција, обично честопати родителите повеќе доаѓаат да се консултираат или да бараат помош заради некој проблем со нивните деца. Конкретно, еве, например, за ваков еден проблем, сигурно дека родителот и да дојде, дека адолесцентот, он е свесен дека тоа што го направил е нешто што не е добро, под наводници, дека нешто што не е дозволиво, дека не е морално прифатливо, се срами од тоа и веројатно тешко би го убедил да дојде, затоа што он е свесен тоа што го направил. Обично тогаш советуваме и разговараме со родителите и им даваме некои напатствија или начини како да го приволат својот син или ќерка да дојде заради некој проблем. Инаку они доаѓаат, еве доаѓаат родители, знаете како доаѓаат во една безпомошна состојба. И татко и мајка ќе дојдат и велат, еве, мојата ќерка спие до 12 часот, од еден оди во училиште, ништо не учи, од училиште оди во кафич и така секоја вечер, излегување до 1-2 часот и што ние да направиме и каде ние да се пожалиме. И една, знаете како гледате еден оче, една тотална безпомошност од страна на тие родители. Дали е на сцена нов, се уште недетектиран облик на организиран криминал, на компјутерски криминал, особено од овој тип на пласирање на порнографија. Ние имавме, например, клипови со познати естрадни звезди, кои тврдат дека донеле, например, €1.000.000 заради тоа што актот на Северина го гледале, условно да кажам. Дали е возможно, например, младиве тој правец да го фатат? Па ако се гледат на Северина, веројатно може и така да биде. За Северина има наша македонска позната пејачка која направи атракција, снимајќи се на насловната страна на тиражниот вест со вештачки пениси, од тоа направи нели страшна своја популарност на својата старечка секс позиција. Вака, значи во светот компјутерскиот криминал е горе-доле регулиран и таквите речеме активности, посебно делот на детска, односно на детска порнографија, педофилија, строго се забранети и имат право
истражните органи и полициските органи да влезат дома, да одземат компјутер, да го проверат, да видат дали има тоа што го спомнате ви австријски синџер на организиран дистрибуција на порнографски материјал. Тоа е откриено и следено на таков начин. Значи, следени се тие светски познати сервиси за размена на таков тип на фајлови. Утврдена која е мрежата, кои се тие кои што го продуцираат таквите клипови, кои се тие кои што ги примаат, се најдени во Белгија и министри и... Да. Значи, целата таа работа се следи, бидејќи секој компјутер, исто како домашна адреса, секој компјутер си има своја интернет адреса која точно се знае кој е тој компјутер кој што во моментот е приклучен на таа глобална мрежа на интернет. Чекајте, сега тука има еден многу деликатен проблем што може да ни се појави. Од една страна една изворена продуховена идеја на владата, нели во секој училиште компјутер. Тоа би требало отприлike 2500, 3000, 5000 компјутери, Па нели? може и повише. Може и повеќе да влезат. Кој може да ги контролира нив? Тие може да се контролираат, бидејќи постојат во светот софтвери кои што реагираат на клучни зборови како што е секс, педофилија, било што ќе се наведе дека е забрането, коцкање, било што, секој кој што ќе проба да пристапи на таков тип на страна, нема да може да ја добие таа страна, ќе биде пренасочена на некоја соодветна страна која што ќе му каже дека таков тип на содржини се забранети. И тоа мислам дека и се применува во поголемите компании во Македонија, бидејќи таквиот тип на читање на такви содржини не спаѓа во описот на работно место, кој што вработените би требале да го вршат додека се на работа, например. Така да истото тоа за училиштата, сите училишта кои што ќе добијат компјутери и да добијат сите училишта компјутери, пристапот до таквите содржини сигурно ќе биде забранет. Можеби ќе биде забранет и пристапот до некои содржини кои што содржат такви зборови, а се од образовен карактер. Све зависи како ќе се дефинираат тие клучни зборови по кои што тој забранувач на прелистување на интернет содржини ќе биде дефиниран. Во битката по профит или во битката по забава или во битката по освојување на светот, ова што се случува со порноклиповите во Скопје и не е единствена фокусирана средина главниот град. Денеска имаме сосема развиени форми на младешки ентузијазам, на секс сеанси, на стриптиз машки и женски, на детска порнографија, на малолетничка проституција. И тоа може би во државава се поизразито доаѓа во овие средини каде што почнува развојот да се поинтензивира. Например, каде што имаме комуникација со соседите и така натаму. Значи, Катерина Гетева, мојот соработник, беше во неколку средини кои што исто така имаат или го плаќаат данокот на позабрзаниот урбан развој и евентуалната економска профитабилност на